Почитувани љубители на културата, уметноста и литературата, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Астрорум. Чинам дека во оваа емисија досега сме имале ликовни уметници, меѓутоа не се сеќавам дека некој не гостувал од областа на вајарството. Затоа можам со гордост и со задоволство да најавам дека денес имаме шанса да разговараме со еден навистина, веќе можам да кажам слободно популарен вајар, Никола Смилков, кој што деновиве не радува со многу успеси и тоа вон границите. Иако неговите скулптури дишат со сензуалност, некако за неверување дека од камен може да извира толку љубов и толку линија која што навистина асоцира на најубавите работи. Јас нема да должам многу, бидејќи ниту сум ликовен критичар, туку сум само почитувач на неговото творештво. Ќе му посакам добре дојде во Астрорум и тука е тој да ни раскаже за својата педагошка дејност, за својата дејност како вајар и за уште неколку други нешта. Добре дојдовте, Никола, во емисијата. Добро ве најдов. Поздрав и до гледачите на вашата емисија. Јас ве познавам уште од УГД Штип, во годините кога и јас таму имав шанса да доаѓам и да предавам, и вие сте практично од самиот зародиш на овој наш универзитет. Помогнавте во сите можни комисии, во одбори, се востановија многу нови факултети, меѓутоа останавте верни на факултетот за педагошки науки, тоа беше поранешната учителска школа, познатата во Македонија Гоце Делчев, и од кај вас излезе кадар кој што е за гордење, кој што денес предава низ нашата земја. Но сега сте тука да ве доближиме како уметник на нашите гледачи, оние малкумина кои што не ве познаваат. Јас сите мои соговорници на почеток ги замолувам да се вратат што поназад во своето детство и дали вие од секогаш се воодушевувавте на каменот, дали може би уште како мал почнавте да пројавувате интерес за ликовната уметност и уметностите воопшто? Така е, јас на самиот почеток ќе кажам дека јас и вие бевме од оние градители на универзитетот. Бев во првиот сенат кој што се формираше универзитетот Гоце Делчев и тоа што го кажавте, останав доследен на факултетот за образовни науки, бидејќи ја предавам предметот ликовно образование и воспитание со методика. Што се однесува до почетоците, тоа е така, значи јас имав среќа од се уште од мал да бидам присутен во ателието на мојот татко, кој што беше исто така истакна вајар и кој што исто на еден интересен свој начин го обработуваше каменот, мермерот. И сета она прашина мермерна прашина која можев да дојдам во допир со неа од детството, веројатно ми даде една мотивација, една желба да бидам дел од оваа област, да бидам дел од вајарството, да бидам вајар и да се занимавам исто со тој медиум, со мермерот. Кажете ми, како почна студиите? Вие завршивте факултет за ликовна, односно средно училиште во Скопје и бевте во класата на познатиот наш вајар Дада. Сега, кога сте веќе меѓународно познат, како ви изгледа здобиеното образование во нашата земја и она основа која што ја добивте? Сакаме да добиеме впечаток дали нашата земја во вајарството секогаш била високо и какви се состојбите денес наспроти времето кога вие студиравте? Се завршив средно училиште за применета ликовна уметност, но на одделот сликарство. Преминувањето на вајарство веројатно беше поттик од мојот од состојбата домашна која што беше семејна и преминав на вајарство и користејќи ги сите услови кои што ги имам оставени од мојот родител. А што се однесува до образованието, јас ќе кажам секој како се образувал, како научил и така ќе функционира и така ќе се представува надвор. Ова мое представување и до стекнатите признанија од надвор покажуваат дека ние имаме одлични професори, одлично образование. Само треба да бидеме истрајни и малку поборбени за да
представиме на светот дека вредиме и дека знаеме и дека сме добро едуцирани во областа на која што се представуваме. Така да воедно би сакал да го спомнам мојот драг професор кој што ми беше и ментор и водител низ вајарството низ скулптурата и кој што од него научив многу. Многу, не само во тактилноста и во моделирањето, туку научив во начинот на размислувањето и во начинот на комуникација со јавноста. Сепак ги упатувам искрената благодарност кој што ми ја даде сета ова едукација и знаење да се носам рамо со светски признати уметници. Велите дека прво сте завршиле сликарство. Тоа ми беше и моето прашање, односно предпоставка. Не го знаев во овој момент, меѓутоа во вашите скулптури се гледа линијата и се гледа познавањето на ликовната уметност преку цртежот. Мислите ли дека имате адут плюс во вашето изразување во скулптура, токму заради тоа што добро познавате се однатре? Јас многумина ги прашувам дури и модерните сликари кај кои што не се разпознава цртеж, дали појдовната основа им е сепак цртежот. Како одат кај вас работите? Правите скици прво или веднаш пристапувате кон материјалот и така создавате? Па, веројатно се и средното училиште, средната образование, добиостекнатата едукација од средното образование, едно камче од мозаикот во кој што се профилирам, во кој што го градам тој мој ликовен израз. Нормално цртежот е присутен не само почнувајќи од хартија да се поставува, цртежот е присутен во моделирањето. Значи ние како вајари цртаме во глината, поставуваме за да дојдеме до она конечна дефинирана форма. Потполно сте во право што кажавте, линијата е присутна на еден суптилен начин, кој што се претопува во формата и не можеме да најдеме, бар јас кога се трудам да тоа да биде еден фин, благ преод од линија во форма, каде што ќе изразам онаа сензуалност во самата скулптура. Вие и во самите наслови на вашите изложби и дела имате навистина префинетост, суптилност и јас велам дека е тоа тешко обично да се врзе со каменот. Сакав да ве прашам зошто вашите скулптури се лишени од линии кои што сугерираат лик, чувства и како постигнувате да се гледаат контурите, телото, главата е најчесто или некоја коцка или така, а сепак постигнувате некаква суптилност. Дали токму тука лежи клучот на успешност и она што ве одвојува од сите други? Зошто избегнувате да давате израз на лицето? Знаете, јас не би го рекол тоа избегнување, јас би го рекол прочистување на самата форма и сметам дека деталите ќе обременат, едноставно ќе оптеретат мојата форма, бидејќи јас истражувам и барам чистина, да добиеме една чистина во самата форма. И сметам дека деталите кои се присутни во самата скулптура, дека се непотребни кај мене, дека само ќе привлечат некое внимание кое што може би ќе се занемари онаа чиста форма, онаа целина. Ова се случува по почетокот на 20 век, каде што уметниците веќе даваат акцент на материјалот, на природата на материјалот. И така се представуваат со повеќе чистина, спомнувајќи го и Бранкуси, мене можеби тоа ми е појдовна точка, да деталот е непотребен, бар зборувам за моите фигури. Претходно имавме векови каде што изобилуваа со детали скулптурите, каде што некаде некои скулптури беа премногу оптеретени со детали и се губеше поентата. Моето размислување во скулптурата, начинот на моделирање, сепак се трудам да ги покажам емоциите. Тие внатрешни човекови емоции да излезат од каменот, кој што е толку ладен, толку чист и толку представен, и да покажам една сензуалност, една емоција која што ќе пробам, ќе парципиентот да го привлечам со самото представување. Нормално ќе кажам дека не се трудам да
го задоволам гледачот, повеќе се трудам да ги покажам моите чувства во моделирањето. А можеби затоа тие емоции, како што би рекле и неколку историчари кои што ги анализираа моите дела, дека изобилуваат со емоции, а представени во некој материјал кој што е толку ладен. Зборувам за камен. Навистина е неверојатно како постигнувате таква пластичност и таков израз на емоции, како што рековте, каменот е ладен, а и не е едноставно без цртите на лицето тоа да се изрази, вам би успева, па ме интересира дали ви е потешко или полесно да творите во мал формат или во голем, бидејќи вие имате и фигурини и да речеме монументални творби. Како пристапувате на материјалот? Дали секој камен, секој материјал си диктира каква тоа скулптура ќе произлезе од него? Јас настапувам прво во поставувањето на скулптурата на формата. Нормално материјалот треба да го познаваш за да можеш и на тој начин и да моделираш во представувањето. Тоа некако оди едно по друго, едно со друго и некако оди заедно во моделирањето. Што се однесува до монументалноста, посебно не посветувам внимание дека оваа скулптура треба да е голема, па дајте да се вклуча поголема монументалност. Тоа си доаѓа само по себе во самата скулптура. И можам да кажам дека моите скулптури кои се со најмали димензии имат голема доза на монументалност, како и некои кои што има представено и од 2 метра. Монументалноста си доаѓа со самата форма, со начинот на обликување, со начинот на поставување. А тешкотијата зависи од тоа, точно дека монументалната скулптура бара многу повеќе технички припреми, техничка организација за поставување. И не е сеедно додека работиш во мал формат и голем формат. Бидејќи тие технички услови кои што треба да се створат за поставување на таква скулптура мора да бидат идеални. Скулптурата еднаш поставена, значи не може повторно, многу тешко може да се менува или да се подобрува. И затоа најголемиот, ќе кажам, стрес за уметникот е кога поставува монументална форма во простор. Тоа и чини и скапо, односно може да го чини скапо уметникот, зависи која е идејата, дали е нарачка во прашање. Сакам да ве прашам, знам дека за уметниците е најважно тие да си ја исполнат својата зацртана цел и да се задоволни од она што го создале. Меѓутоа, сведочиме и на една конкуренција во светот, конечно да бидете интересени и за галериите и за оние кои што би ги купиле вашите скулптури. Не знам дали се состојбиве денес такви какви што беа во далечното минато кога скулптурата вистински се ценела. Како стоите со таа работа? Вие изложувате, успешни сте и надворно, дали има побарувачка за дела од вашиот домен? Знаеме дека сликарите сепак на овој или оној начин продаваат слики и секогаш има интерес, но каква е состојбата со вајарството? За жал, искрено морам да кажам дека состојбата, односот спрема скулптурата во државата е катастрофален. Буквално се занемарена скулптурата, зборувам за онаа скулптура која што произлегува од ателјето на уметникот. Не по нарачка, не по подготовка за некој простор кој што треба на кој начин да се представи или како да изгледа. Искрено, воопшто јас и не функционирам во државата со скулптурата. Се тоа се случува надвор. Надвор е некако друг однос, бидејќи се појавуваат сериозни колекционери кои што сакаат да имат сериозни дела во своите колекции. Што порано тоа го правеа музеите, тоа го правеа националните државните галерии. Сега ситуацијата е таква каква што е. Финансиската состојба ние точно знаеме каква е на националните музеи, националните галерии за откуп на уметнички дела. И затоа се појавуваат сега нови колекционери, особено надвор, во Србија, Хрватска, Словенија, кои што сакат да имат дел и да се забележи ликовното изразување на некоја генерација која што, верувајте, ние во државата веќе неколку години ни е занемарена или е ставена на маргините и во секојдневно очекување сме дека ќе се појави некој, има дел од
собстве од моето или од ликовното изразување на некој друг уметник. Што се однесува до надвор, имате евиденција каде се наоѓаат вашите скулптури, водите сметка? Има тука приватни колекционери или сепак се работи за некои галерии кои што повторно во денешно време секако дека зад нив стои некоја приватна собственост, не верувам дека е се оставено само на државната. Не, значи јас тоа го систематизирано го водам каде се наоѓаат моите дела. Тоа е дел, ако сакате да бидете професионален во својата работа, мора да знаете каде ви се наоѓа делото и каде е оттуѓено делото. И водам сериозна документација околу тоа. Од монументалните скулптури се наоѓаат неколку скулптури во Малниц, Австрија, во Шарм ел Шејх во Египет, во Индија, имам и таму свое дело, свое представување во Турција. Во Црна Гора, Даниловград, кој што е скулптура 2 метра, така да во сега да не испуштам некој, но имам доста монументални дела поставени надвор. А што се однесува до галерискиот формат, веќе неколку колекционери, моите дела се дел од сериозни колекции, кај неколку колекционери од светот, така да од некој држи да не ги набројувам, тука од Јужна Африка сега бе последната скулптура, Франција, Србија, Хрватска и така. Вие имате и сериозни признанија и гран прија, па сега ќе ве прашам дали сметате дека вашето творештво во Чекор го следат и признанијата и колку време требаше за да и докажете на сцената дома или надвор дека сте сериозен уметник за да се наметнете како едно име кое што кога ќе се спомене луѓето ќе знаат дека станува за врвна уметност. Ке бидам лажно скромен ако кажам дека не се радувам на признанијата. Признанието кое што е добено особено завчера, пред некој ден, да кажа пред неколку дена, награда за скулптура и гран при на биеналната манифестација Биенале на актот, значи тоа е меѓународна изложба која што ја добив првата награда за акт за скулптура човечка фигура во бронза и ми значи многу. Значи, од кој аспект ми значи? Тоа е една потврда дека сите овие изминати години што сум работил сериозно, фелата, односно ликовната критика од стручни релевантни институции е потврдена. И тоа ми доста значи, бидејќи веќе, знаете, ние некој пат дојме во ситуација дали го одиме правиот пат и дали оно што го представуваме е токму тоа. Нормално дека внатрешно осеќаме, чувствуваме дека одиме по некој убав пат кој не задоволува, но уште побава кога ќе добиеш и признание од релевантни институции, од стручни луѓе кои што сериозно ја наблюдува, сериозно ја перцепираат уметноста. И морам да кажам, неколку дена не можам да се ги средам импресиите кои што ги и ова значено признание на црногорската од Црна Гора, од Петровец Будва, кое што многу ми значи. Аз сум наградуван и дома, не можам да кажам дека не сум. Од Друштво на ликовни уметници веќе има 2 награди за скулптура, што е исто за респектирање, бидејќи нели најтешко е да добиеш признание од собствените од колеги. Многу е интересно и не знам, јас искрено се надевам дека нема никој да го доживее тоа со омаловажување. Штип е сепак раздвижен град, веќе и универзитетски центар, меѓутоа дали некогаш почувствувавте дека ви е хендикеп што творите не од главниот град? Дали некои работи беа многу подалечни отколку да бевте во Скопје, а не во Штип, ве останавте таму, доследни сте, ве врзува и работата, направивте и многу за развој на Факултетот за педагошки науки, но и за целиот нов универзитет. Па кажете ми во таа смисла дали некогаш не помисливте да заминете надвор, особено кога стигнуваат признанија од развиениот дел од Европа? Хендикеп, не би рекол хендикеп, знаете, има и убави работи кои што се случуваат кога се во мала средина. Овдека го имам ателјето, во кој што ми е некако најдобар простор за моје лично изразување, за моје лично творење. Тоа е факт дека ние во помалите места тешко доаѓаме во комуникација со луѓе кои што нели ќе не поддржат и кои што ќе не следат во нашето изразување, ликовно представување. Затоа треба малку повеќе напор. Но социјалните мрежи
интернет комуникацијата малку ни го олесна сега тоа, за разлика кој што беше после 90-те, каде што бевме затворени во една мала средина и едноставно требаше многу напор да се докажеш, да се представиш како да се таблираш на ликовната сцена. И затоа сега оди малку полесно. Нормално, големиот град си ги дава своите позитивни работи, тоа не можам да кажам дека. И размислата е секој пат дали Скопје, дали Штип. И верувате, како повеќе се развиваш ликовно, естетски, како повеќе се појавуваш на сцената, имаш поголеми потреби од поголеми средини, поголеми случувања, повеќе комуникација со луѓе. Затоа јас секој пат велам дека општини, малите места мора да се приклучат или градот, големиот град да даде рака на малите општини да заеднички да ги реализираат проектите. Затоа вака, ако градот е затворен само за Скопје, ќе има некој резултат, но не она што сите ние го посакуваме. Верувајте дека во малите места има исклучително талентирани луѓе, автори, писатели, уметници, ликовни уметници, музичари кои што можат добро да се представат на сцената. Затоа мора сериозно да размислат културните институции да се отворат кон малите средини и да со неколку активности да ја промовират, да кажам, таа уметничка сцена во малите места. Инаку, некој пат е и подобро да се живее во мал град, бидејќи имаме повеќе време за творештво. Не губиме време во на кочење во сообраќај и така натаму. Сигурно сте поспокојни за творење, тоа можам да ви тврдам. Јас сакам да ве прашам, јас цело време гледам, мислам, вие одлично ја водите својата кариера. Знаеме дека во денешна смисла уметниците морат да бидат и своји лични менаџери, дека извршувате повеќе функции за да бидете присутни на сцената и интернетот дефинитивно го помага тоа. Но не губи ли специјализираните установи, не губат ли со отсуството ваше како педагог? Вие сте предавате методика, сте на факултетот за педагошки науки, тоа е секако вредно за нашето образование, меѓутоа вака ве гледам зошто студентите кои што сакаат да се занимаваат со вајарство не ве имаат поблиску до себе. Колку можности има за таков ангажман во земјава? Дали ве повикуваат дома надвор, можеби за некакви специјалистички часови, некој друг алтернативен метод, да кажеме, кај што можете вашето тесно стручно образование и знаење да го пренесете? Видете, за еден добар универзитетски професор мора да биде таблиран и признат надвор. Студентите го очекуваат тоа, да бидеме признати надвор, да бидеме вреднувани надвор и она искуство кој што ќе го добиеме надвор во другите држави, да го пренесеме тоа искуство, бидејќи тие ги немат можности да бидат секојдневно надвор, нели, да ги имат тие комуникации. Максимално се трудам да моето отсуство не биде во негативен аспект кај студентите од факултетот за образовни науки, бидејќи таму предавам ликовно образование и воспитание со методика. Но ете, уште една добра состојба за мене, добра активност е предавањето на факултетот за ликовни уметности во Ниш, каде и таму предавам методика на ликовно образование и таа комуникација со тие студенти и овдешните ја некако разменувам едни со други. Искуството кој што го имам таму, го пренесувам на овие наши студенти, драги студенти, и обратно. И така да некако го спојувам методиката на ликовното образование надвор од границите со методиката на ликовно образование кај нас во државата. Така да повеќе студентите се надевам дека нели ова отсуство и гледам тоа да биде предавањата прво да бидат реализирани максимално и вежбите, па потоа ние да се нели представуваме надвор, што е важно тоа за самите студенти и е значајно. Вложувам голем напор, тоа морам да признаам дека преко ден си на работа, попладне си во ателје затворен, до касните утрински часови, за да можеш да се представуваш и ликовно и академски, така да и научно, да кажем, од тој дел. Но се трудам да бидам успешен во двете. Нормално не можеш да бидеш успешен подеднакво исто, но
се надевам, нема да ми замера студентите, ете дека поактивно се и на ликовната сцена отколку на методичката, но се надевам дека тоа што треба да го совладаат, ќе го совладаат. Вие рековте дека сте го наследиле занаетот, уметноста од вашиот татко, па безпредметно е да ве прашам дали сте имале поддршката, несомнено сте имале поддршката за да израснете во врвен уметник. Меѓутоа да ве прашам како е сега кога имате, колку што сум ја запознаена, сопруга која што е доктор по медицински науки, односно доктор, нели? Како тоа може таа да има разбирање за вашите долги часови поминати во прашина, кога имате проблем за инспирација, кога нешто не оди, кога можеби ќе повлечете некој погрешен потек, па нема да успее делото, вашите отсуства, ангажман на факултетот и така натаму и така натаму. Интересно вие да поттикнавте, допревте неколку точки од мојот целокупен развој, почнувајќи од поддршката која за скулптурата. Јас искрено за жал немав можност да имам поддршката од татко ми, бидејќи многу млад почина. Тој почина со завршувањето на моето средно училиште на сликарство. И веројатно затоа спомнав на самиот почеток дека можеби тоа беше оној премин на вајарство, бидејќи ателието остануваше веќе празно и тука се случуваа некои можеби емотивни ситуации каде што после 3 години паузирање и пробување на факултетот за ликовни уметности успеав да се запишам на скулптура и во класата за среќа, нели, за голема моја радост, привилегија кај професор Драган Поповски даде. И поддршката имав од професорот многу во тој период. Неговата едукација ми значеше многу, веќе нели 92 почина мојот татко и немав можност да бидам дадена поддршката од него. Нормално од семејството ја имав во мојата мајка и брат, каде што ние живеевме во една уметничка фамилија и ја цело време бев обкружен и со таа мермерна прашина, и со таа литература од историјата на уметност, од сите тие книги и сето тоа максимално се трудев да го искористам. Тоа е тој прв дел, да кажем, од мојот ликовен развој, но што се однесува до сопругата, кога секој пат каже, добро, убаво е да бидеш фармацевт, доктор на науки од област на фармација и да уживаш во уметност. Има разбирање, сите имат околу мене за мојата активност, за моето работење. Нормално се трудам и јас да бидам посветен на семејството, нели, да, иако уметноста бара индивидуалци, уметноста бара максимално посветено време, тука нема компромиси, или работиш или си добар, или не работиш и не можеш да бидеш добар. И веројатно до денес ние наоѓаме некои компромиси да функционираме како семејство, сметам дека сме така во една атмосфера и некој пат нормално фармацевтите, знаете, се малку по-педантни, за разлика од вајарите и се случува многу често да со прашина поминам низ семејниот дом и да после пола сат ми знаат кој влегува и кој излегува. Така да, знаете, се поддржуваме. Исто и јас имам мојата поддршка во низиниот научен развој, бидејќи професор на фармација на Университетот Гоце Делчев, но тоа е возвратна една поддршка, истото ја имам и јас во моето творештво. Многу убаво да се слушнат вакви приказни и јас, еве да речеме кон завршниот дел на овој разговор, би сакала да ве прашам кои ви се идните планови, што имате известно да ни откриете и дали овој веќе познат скулпторски печат на вашите фигури планирате да го унапредите, ако е можно веќе да одите кон поедноставно нешто, дали се уште ќе го чистите или планирате да отидете можеби во некоја друга естетика, какви ви се размислувањата или да го замените материјалот, иако сметам дека е навистина, што би рекле младите сите кога одат кон модерни текови, некој да остане на базичните вредности, уште тоа добива на уште поголема вредност, да се твори во камен и во бронза.
Знаете, од човек кој што ќе се пронајде сами од себе, останува доследен на тоа и го работи тоа. Ако ужива во тоа, не знам зашто би го менувал. Но со последната изложба во Сплит, која што беше поставена во Француската алијанса, се покажа еден голем интерес за мојата скулптура. И се види дека не е медиумот во кој што се изразуваш проблем, значи начин на кој начин ликовно естетски ги поставуваш работите. Имаше огромен број на посетители, исклучително изненадувачки за Сплит. Изложбата, таа просторија се наоѓа на главната улица Монмортова, каде што секојдневно имаше посетители. Беше поставена, они имат исклучително интересен, убав излог. Значи, беше прилично секако моите скулптури, нели, галериски на излог. Но таква заинтересираност, тако внимание привлекува, што секојдневно доаѓа луѓе, влегува и прашува за работите, кој е авторот и, нели, и што е значењето на самите скулптури. Под оваа изложба некако се отворија многу врати. Едната е сега во Словенија со почитуваниот господин Никола Франич, кој што е кустос и кој што организира светски ликовни изложби. Веќе со него сме во преговори да се реализира изложба во Словенија, а другата е на остров Палмижана, што е кај госпогата Дагмар, која што има и сериозна колекција од уметнички дела, да реализира едно мое представување, таму една моја изложба во самите тие, во тој амбиент кој што е исклучително екзотичен и интересен да се види. Тоа е другата активност која што треба да ја завршам, бидејќи со добивањето на наградата имам можност да имам самостојна изложба во Модерна галерија во Будва, односно да имам самостојно представување, кој што тоа треба да се случи година 2022 во 7 месец. Така се начува и се надевам дека ќе имам се уште нели нови интересни концепти кои што ќе бидат представени сега за црногорската јавност. Добро. И само на крајот да ве прашам, добивте ли досега некој непристоен, убав предлог, нешто да скршнете од вашата уметност, да добиете некоја нарачка во која што и не верувавте длабоко дека треба да ја направите? Дали имаше нешто такво, може би некаква применета уметност, вашите скулптури, вака како што ги гледам, добро што некој не се сетил да побара од вас да правите приврзоци или некаков накит или нешто така. Како обично вајарите, да, добро се снаоѓаат и во ентериерот. Знаете, убаво кажавте тоа непристоен предлог. Значи, тоа се го добивам уште самиот почеток, нели, со завршувањето на мојата академија. Но тоа не го прифаќам од тоа што не дека они го тоа бараат. Верувајте дека едукацијата од ликовната уметност кај луѓево е на некое друго ниво. Ние мора малку да се насочиме и со медиумите и со сите тие да дадеме една друга едукација дека комерцијалата не е за добивање на средства да преживее уметникот. Уметникот мора да преживее од своето творештво. И затоа јас до сега многу немам скоро, имаше неколку проекти кои што не сакав да се вклучам од тој аспект дека тоа е сепак комерцијална една работа која што го уназадува. Туку институциите и граѓаните треба да ги финансираат, односно да ги бодрат ликовите уметници да го дадат, да ја представат својата стекната едукација, а не да се враќаат наназад и да се приспособуваат кон купувачите. И затоа обично тоа добро го вие потенциравте, непристоен предлог, сум добивал и ја верувам дека сега уште повеќе ќе добивам. Едно се држам за мојата скулптура, доколку се допадне на некој да откупи во ред, доколку не, компромиси таму нема. Да, убаво е ова навистина да се слушне. Јас знаев дека овие минути ќе бидат недоволни за да позборуваме за сите ваши научни трудови, публикации, за педагошката дејност, но длабоко верувам дека еден ден кога, ако се уште правам интервјуа,
некој млад човек и некој вајар ќе го спомене вашето име како инспирација, како соработка со вас, како научени лекции од вас, како педагог, во тоа сум сигурна. И само сакам да ви посакам да си ги остварите сите желби, сите зацртани изложби, идни, да ви се отвора патот како што почна да ви се отвора на меѓународната сцена и да веруваме во она дека секој труд и искрен пристап кон уметноста, кога тогаш се исплати, ако не материјално, макар духовно. Ви благодарам за овој разговор, многу се радувам што ете и оваа ковид ситуација ми премостува мене пак граници, не моравте да патувате специјално до Скопје, што можевме овој интервју да го оствариме и вака, и главниот град да не биде хендикеп за другите градови во земјата. Никола, ви благодарам многу и се гледаме после следната изложба во Скопје, која што ја со радост ја очекувам. Да, ви благодарам и вам на остапениот простор во вашата емисија. Искрено ми значи многу. Јас и на самиот почеток кога ми се јавивте за ова интервју, кажав дека ми значи многу ова представување кај вас, како што ми значи и наградата добиена во Црна Гора. Ви благодарам и се гледаме на мојата следна изложба. Thank you.